По долгомесечно отсуство на брановите на интернетот, неделник се врати повторно брановите на интернетот, со цел да ве информираме што се случуваше изминатава недела во светот. Неделава што измина беше бурна со многу настани активности, кои не само што е потресаа светската политичка сцена, но и политичката сцена во Канада. Додека на крајот на новостите, имате може да го проследите интервјуто на протераниот крунски принц на Иран, крунски принц на Иран Реза Пахлави со Джейк Тапер од новинскиот канал CNN. На 6 февруари 2026 година започна 25-та зимска олимпијада, која ќе се одржи во италијанските градови Милано и Кортина де Ампезо. На сите учесници од Македонија и Канада, на овој спортски настан им пожелувам успех во нивните дисциплини. Започнуваме прво со вестите од Канада. Отава, Онтарио, Канада. На 16 јануари 2026 година Тричениот сојузен суд на жалба, односно Федералниот суд на апелација, со седиште во Отава, Онтарио, Канада, едногласно се согласи по одлуката на судијата Мозли. Тоа дека употребата на закон за водна состава била неразумна од тогашната влада на чело со премиерот Џастин Трудо. Понатаму пресудата се вели дека составата низ водиците во Онтарио, Канада, 4 години не наликувало на вооружено востание и со тоа повикувањето на законот и прегласувањето на војна состава било непотребно, бидејќи не ги задоволува законските критериуми за да се употреби сила да се растори протестот, како и да се замрзнува жиросметките на листата кои учествувале на протестот, како и на нивните поддржувачи. Откако премиерот Трудо прогласи војна состава, се свика судска анкетна распредна комисија со цел да се утврди дали свикувањето на војната состава била оправдана. Правешниот канадски сојузен судија во пензија Роло, која водеше распитната комисија, ги слуша аргументите на власта и на учесниците во протестниот камионџиски конвој. Тогаш судијата Роло донесе одлука дека тогашна влада на денот донела правилно и законска одлука да употреби сила да го растори протестот. По изреченото правно мислење од страна на Сојузниот суд за жалба, сега на потеке сојузната власт и јавниот обвинител на Канада, кои требало да одлучат дали нова пресуда на Сојузниот суд за жалба ќе се жалат кај Канадскиот врховен суд. Ако до дадениот законски рок за сегашната канадска влада не поднесе жалба, според некои канадски правници, тужените ќе можат да ја тужат канадската влада за материјална оштета. Веста преземена од The Canadian Press. Минатата недела премиерот на Онтарио, лидерот на прогресивно-конзервативната партија на Онтарио, Даг Форд, свика конвенција на партијата, која се одржа во Торонто, Онтарио. Според веста која беше принесена во вестниците во Онтарио, премиерот Даг Форд им забранил пристап на новинарите за време на тренирањето на конвенцијата. Ова забрана предизвика лавина на негативни реакции кај јавноста. Во овие реакции премиерот Даг Форд дозволи ограничен пристап на новинарите, тоа е за време на неговиот говор на последниот ден од конвенцијата. Според некои анонимни извори од парламентарната група на Прогресивната конзервативна партија, причината за овој потек на премиерот Даг Форд е да се избегне да му бидат поставувани прашања околу скандалите со зелениот појас и фондот за вработување. Според утврдениот дневен ред на конвенцијата, треба да се изгласа нов управен одбор и да се утврдат нови политики. Конвенцијата на провинцијалните конзервативци е во ист термин како и на сојузните конзервативци. Веста е преземена од Торонто Стар и The Canadian Press. Лидерот на опозиционата конзервативна партија на Канада, Пиер Подиев, по писмен падно понудил договор за условна соработка на премиерот Марк Карни. Како услови за соработка е да се одобрат главните и критични инфраструктурни проекти, решавањето на економските проблеми, но и помош во преговорите со САД. Во писмото испратено од конзервативната партија до премиерот Марк Карни, му е порачено дека неговата изборна риторика треба да се подкрепи со дел. За сега нема никаков одговор од канцеларијата на премиерот за овој предлог за соработка. Представници од канцеларијата на премиерот Марк Карни изјавуваат дека премиерот не планира поголеми дел од новата 2026 година да го помине во посети во странство во обид да потпише трговски договор. Веста е преземена од The Canadian Press. Минатата недела, Конзервативната партија на Канада во Калгари, Алберта, Канада, ја одржа својата партиска конвенција, каде на лидерот на партијата му се гласаше договор во страна на присутните делегати на конвенцијата. Според статутот на Конзервативната партија на Канада му се гласа говорба на лидерот на партијата додека го изгуби изборите. Според веста што ја
пренесено на нивниот портал Canadian Press, гласањето за одобра на Пиер Полиор било на првата вечер на конвенцијата на 30 јануари 2026 година. Тој добил довербата на делегатите со 87,4% гласови, веста преземена на Canadian Press. Премиерот на канал Марк Карни, членовите на неговиот кабинет демонтираат дека е постигнат договор за слободна трговија со Кина, туку само е потпишан меморандум за разбирање за трговија со Кина. Премиерот Марк Карни мораше да ја повлече изјавата, откако председателот на САД Доналд Трамп се закани со царини во висина од 100% на сите стоки што влегуваат од Канада и ја повлече поканата за учество на Канада во неговиот одбор за мир во појасот Газа. Понатаму во изјавата на председателот Трамп се вели дека САД нема да дозволи Канада да стане пристаниште на Кина, преземено од канадската јавна дифузна корпорација CBC. Сега да ги проследиме новостите што се случува во Европа и светот, прво да почнеме со случувањето во Велика Британија. Националниот извршен совет на лабористичката партија на Велика Британија ја отврди кандидатурата на градоначалникот на Манчестер и поранешен министер за здравство во владата на поранешниот премиер Гордон Браун, Енди Буран, за предстојните морни парламентарни избори за пратеник. Според веста што е пренесена на интернет портал на GBN, 8 члена меѓу кои сегашниот премиер Сер Киер Стармер гласале против кандидатурата на Енди Буран, додека еден член се воздржал, втори член ја поддржал кандидатурата. Во официјалното образложение на лабористичката партија зошто кандидатурата на Енди Буран е одбиена е поради што партијата не сака да го ризикува градоначалничкото место во Манчестер. Понатаму во соопштението се вели дека партијата е задоволна од неговата досегашна работа како градоначалник. Според неофицијални извори, главната причина поради која кандидатурата на Енди Буран е оспорена е поради тоа што му е главен конкурент за деската позиција на премиерот Сер Киер Стармер. Веста е преземена од Great Britain News. Ратификацијата на договор за слободна трговија помеѓу ЕУ и земјите од Латинска Америка Меркосур е блокирана во Европскиот правно мислење дали или не договорот е легален. Мојот следен гостин е Реза Пахлави. Тој е иранска опозицијска личност и син на поранешниот лидер на Иран, покојниот Шах Мухамед Реза Пахлави. Неговиот татко беше соборен во 1979 година и избегал од земјата по избунувањето на Исламската револуција. Благодарам многу што сте тука. Навистина го ценам тоа. Благодарам. Значи, го привикавте иранскиот народ да се крене да се спротивстави на овој режим. Многу иранци го прават тоа. Многу од нив се убиени од режимот. Дали сте уверени дека ово востание ќе успее? Чеј, прво и најважно, морам да ви кажам дека за разлика од претходните востанија како продолжение на тоа, овој пат луѓето излегува на улиците затоа што им е смашно од овој режим. Ова е вистинска револуција, но режимот за жал започна да води војна против собствените граѓани. Незаштитени луѓе кои се стрелни од воено оружје, стеја сега ги бркаат по болниците и шлуваат жените по нивните домови. Количината на бруталност на тоа што се случува е без преседан. Но мојата решеност е се уште тука. Започна од позадите на Техеран и брзо се прошири на сите 4 страни на Иран. Милиони луѓе излегува на улиците, милиони луѓе почнаа да скандираат за смртта на диктаторот, барајќи ја својата слобода. И ова е движење кое на крајот ќе успее. Имавме камено сопнување, а тоа беше паника на режимот. Исклучувајќи на спретот со исклучувањето на интернетот. Онеможувајќи ја комуникацијата. Но, веста се прошири од вчера кога разговарав со неколку од нашите политички затвореници. Тие ни кажуваа дека бројот на жртвите, за кои мислевме дека нема да биде толку голем, колку што првично беше објавен, е само 15.000 луѓе и мислам дека таа бројка не престана да се растат. Вложењето има над 20.000 жртви, можеби дури и повеќе од тоа. Очигледно тоа е вината на режимот и сите се надеваме дека иранскиот народ ќе ја добие владата што ја заслужува како демократија и слобода. Очигледно сите овие смртни случаи се вина на режимот. Но дали чувствувате како била одговорност на што повикавте на ова востание? Ова повика да се помешам. Милиони луѓе го скандираат моето име, барајќи моето убоство се врати.
И токму по поддршка на движењето повикавме на максимално заедништво за да се расшири како толку. И почна ги потисна елементи на режимот. Како резултат на тоа, им почнавме да гледаме неколку почетни обвивања на луѓето да се вратат на работа. Има членови на полициските сили кои не се појавуваат на работа. Има некои воени елементи. Дури режимот уби неколку полицајци кои одбиваат да се вклучат против протести. Значи веќе го гледаме моментумот, семено. Режимот паничи, во резултат на тоа го создаде ова затемнување. Но моментумот може би се забави во однос на тоа луѓето да може да продолжат понатаму до улицата. Знаеме дека откако режимот се надеваме ќе биде насочен во однос на неговата сила на репресија, ако навистина како што најави представата там, ќе има некаква одмазда за тоа што го направи со луѓето. Што ќе им даде на луѓето уште една можност да ја завршат работата на крај. Луѓето се посветени на тоа. Милиони луѓе загинаа и знаете. Најголема порака што сакаат да ми ја пренесам, што сакам да им ја пренесам на нашите гледачи дека тие не ја бодат добро за себе. Се борат за човештвото и слобода на целиот свет. Тоа е иранскиот народ кој е различен од овој режим, кој отсекогаш бил антизападен, антиамерикански. Иранците сакаат да го имаат на добриот однос со Америка, го имавме и претходно. И знаете дека има многу иранци кои го мразат режимот, а кои се ваши критичари. И сакам да ви дадам можност да одговорите на некои од нивните прашања. Нивните критики. Една од нив е дека вие, да речеме дека сакате да го обедините иранскиот народ, но не бевте во можност да одржите коалиција со истомисленици иранци во Џорџтаун. Таа грубо се распадна. Зошто мислите дека ќе можете да обедините земјата? Пред се имавме правилни каузи и погрешни играчи, но кога бев во Минхен пред 3 месеци, имавме конференција која имаше најширок опсег и разновидност на застапеност на сите како дел од движењето за единство. Имавме луѓе од левицата, луѓе од десницата, републиканци, монархисти, социјалисти, представници на етничките групи, представници на религиозните малцинства, спортисти, уметници, сите беа собрани таму. И принципот е многу едноставен, Джејк. На што сме обединети во однос на основните принципи за ставање крај на режимот таму. Па, но постои 4 клучни принципи што ги кажат истомисленици. Како дефинираме тоа? Прво и најважно е територијалниот интегритет на Иран, што е многу важно. Број 2 е одвојувањето на црквата од државата како предуслов за демократија. Број 3 е секако еднаквоста пред законот на сите граѓани и индивидуалните слободи. И сето ова за да можеме слободно да се однесуваме. Избори. Значи, иранскиот народ е тој што го одредува исходот. Јас гледам како лидер на транзицијата на нивниот повик. Моја работа е да се осигурам дека можеме да го реализираме ова. Имаме план за пост-режимскиот колапс за да стабилизираме ситуацијата, да дозволиме максимални пребегнувања, да го задржиме поголемиот дел од бирократијата, која треба да остане недопрена за да земјата да продолжи да функционира, а потоа да се подготват основите за избор на уставно собрание, каде што какви и да се мислењата на луѓето ти имаат шанса да се дебатира за тоа и да се биде представен уставниот проект, а потоа се ратификува со референдум. Врската за тоа прашање континентот минатото лето во јули објавивте дека повеќе од 50.000 функционери од војската од иранската влада поднале барање со формулар на Google, што поставивте дека сакаат да ја пременат од сегашниот режим. Дали ги потврдите тие бројки? Дали тие имиња се точни? Дали бројката е се уште 50.000? Каде ќе знаат тие прибегнат? Што се случи со нив? Тоа е повеќе од тоа. 2 дена пред исклучувањето на интернетот, имавме повеќе од 10.000 нови кандидати на платформата што се создадовме пред неколку месеци. Следувајќи бројките што веќе почнаа да се вклучуваат меѓу нив, члените припадници на војската, паравоен, полициски сили, нешто така многу луѓе кои се во цивилната бирократија, кои работат во министерства и така натаму, дипломати и други.
И почнавме да гледаме знаци на се повеќе и повеќе луѓе, знаете, кои одбиваат да се враќаат на работа или буквално премегнуваат. Тоа е многу важно, бидејќи тоа е дел од нашиот процес. Гледате, една од лекциите научена од фортификацијата во Ирак, беше навистина лош пример за тоа како се управува со промена на режимот. А во случајот со Иран, вие нема да имате таков проблем, како што видите што се случи таму во дебатите. Се обидуваме да бидеме што е можно повеќе вклучителни за сите оние кои може да ја преживеат промената на режимот и да имаат место во иднината. Освен луѓето чии раци се продадени со крвта на иранците, тие имаат соочување на судот на правдата во одреден момент. Или мнозинството од нив може да преживеат таа промена и да имаат место за нив. Конечно, господине, ставот на претседател Трамп во однос на иранскиот народ. Тој постојано се заканува дека ќе преземе мерки ако иранскиот режим продолжува да убива невини иранци. Тие продолжуваат да убиваат